Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Ако има поскапувања, ќе има нови ограничувања кои ќе трајат до крајот на годината, најави денеска премиерот Мицкоски во врска со ценовната политика. Каде е Македонија споредбено со земјите од регионот според користењето на бруто полисирана премија на животно осигурување во вкупното осигурување. Вечерва во Цепенков манифестација Љубов за сите во чест и спомен на големата македонска уметница Андријана Мациев. Матурските забави почнаа, денеска музика и славење во центарот на Прилеп. Времето денеска сончево, од утре постудено и дожд. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Доколку се утврди драстично зголемување на цените на прехранбените производи на крајот од месецов, ќе бидат применети мерки кои ќе трајат до крајот на годинава, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Ги следиме состојбите. Јас немам таква информација. Разговарав со министерот пред 2 дена, имавме состанок и ми покажа бројки. Немам таква информација дека тоа се случува, но доколку се случи тоа на крајот од месецот, автоматски ќе бидат применети мерки кои што ќе траат до крајот на годината. И тоа јасно го кажавме дека такви трикови нема да толерираме. Слушаме трикови во кои што преку прокси правни лица ќе се изнесуваат пари под плаштот на маркетинг услуги, пиар услуги и така натаму, а со тоа практично ќе се плаќа таа маржа која што се плаќаше во минатото на одредени маркети. Слушаме, стигаат и до нас тие информации, вознемирени сме од тоа што го слушаме и не е добро тоа што го слушаме, затоа што на тој начин не можеме да градиме партнерски односи. Каде е Македонија споредбено со земјите од регионот според користењето на бруто полисирана премија на животно осигурување во вкупното осигурување. Процентот на учество е мал, што се должи на недоволната информираност на граѓаните, вели Лина Димовска од Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Македонија тука мислам дека е на третото место, поназад од нас е Албанија и Црна Гора, мислам. Тоа зборува многу за свесноста на граѓаните да инвестираат на некој начин во себе, во својата имнина. Значи, сите ние сме спремни да ги осигураме нашите автомобили, затоа што тоа пред се автоодговорноста е задолжителна со закон. Сите си купуваме зелен картон кога сакаме да патуваме од странство, без него не можеме да излеземе од границата. Голем дел од нас дури се свесни и го осигуруваат имотот, ја осигуруваат куќата во која што живеат од пожар,
од луѓа, од кражба, меѓутоа ретко кој од нас е свесен дека треба да се осигуруваме и самите себе си, да си го осигуруваме на некој начин нашиот личен живот. Во фоајето од Центарот за култура Марко Цепенков денеска од 19 часот и 30 минути ќе се одржи манифестацијата Љубов за сите во чест и спомен на големата македонска уметница Андријана Мациев, која прерано замина во вечноста, но остави дела по кои ќе ја паметиме за секогаш. Во рамките на манифестацијата ќе бидат изложени 20 дела од 3 ликовни циклуси на уметницата, живот во бои, женски приказни и шарени вибрации, разбуди се, погледни во сонцето и насмевни се. Воедно ќе бидат промовирани двата алманаха со наслов Љубов за сите, напишани од група автори, инспирирани и вдахновени од земниот и од небесниот живот на Андријана Мациев. Манифестацијата се одржува по повод 3 години од заминувањето на Андријана Мациев. На присутните ќе им се обрати нејзината мајка Јулијана Мациевска, а ќе учествуваат и истакнати ликовни уметници, поети и вокални солисти. Прилепските матуранти традиционално во централното градско подрачје со песна и јоро го означија излегувањето од средношколските клупи. Во продолжение да слушнеме и видиме дел од нивното денешно славење. Од спортот информација од фудбалот. Утре од 17 часот на градскиот стадион Гоце Делчев се игра второто полуфинале Кадица за Брчани Кадино. А на 24 мај е финалето меѓу победниците од полуфиналињата. Борбата е за освојување на првото место, со кое се стекнува право за учество во третата лига Југ. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до 6, а максималната достигна до 18 степени. Од утре, четврток, кон крајот на денот, во текот на ноќта и во петок, под влијание на влажен бран, ќе има врнежи од дожд, кои локално ќе бидат пообилни. Во деновите од викендот ќе се задржи променливо облачно време со повремен локален дожд. Температурите ќе бидат под просекот за овој период од годината. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.